Годината што утре ќе испратиме ќе остане запаметена како една од најтешките на политички, економски, социјален и пред се здравствен план. Следните 12 месеци, ако се има предвид пронаоѓањето на вакцината против глобалната пандемија со COVID, се очекува конечно да донесат позитивен тренд во сите овие области, вклучително и опоравување на целото човештво. Во оваа емисија на Агенда 35 зборуваме токму за прогнозите и анализите за она што не очекува во 2021. Останете со нас. Во Агенда 35 ќе гледате каква ќе биде 2021. Големиот број на инфицирани се уште ја замагува сликата на годината пред нас, но проценките се оптимистички. Гостинка ни е гувернерката Анита Ангеловска-Бежовска. Португалија го презема кормилото на Европската Унија. Кои се предизвиците пред новата земја председавач? Може ли Македонија во првите 6 месеци од 2021 да очекува одблокирање на европскиот пат? Разговараме со Марко Трошановски, директор на Институтот за демократија Societas Civilis. Интервју со Емилија Стоименова Дух, професорка на Електротехничкиот факултет во Љубљана, која State Departmentот ја смести во 50 највлијателни жени во науката, технологијата и математиката. Следете на. Погледот наназад кон 2020 година е мрачен за милиони луѓе ширум светот, па и за најголем дел од граѓаните во земјава, кои што ќе ја запаметат како најлоша година што ја преживеале денешните генерации. Сурови се последиците што ги направи пандемијата со коронавирусот, мерени преку огромниот број на заразени и починати граѓани досега, но и низ призмата на најбитните макроекономски индикатори што ја отсликуваат економската состојба. Статистиката забележа намалување на извозот, бидејќи кризата силно ја почувствуваа сите наши најголеми трговски партнери, пат на индустриското производство, намалени инвестиции и прилично голема воздржаност на граѓаните во поглед на личната потрошувачка. На пазарот на труд се регистрирани над 51.000 нови невработени граѓани, од кои 16.381 добиле отказ поради корона кризата. Сумирано, Народната банка очекува 2020 година да заврши со рецесија од речиси 5%. Намалување се очекува кај сите компоненти на побарувачката, со исклучок на јавната потрошувачка, што во основа се објаснува со фискалните мерки насочени кон убlažување на последиците од кризата. Очекувано, најсилните ефекти ги почувствувавме во вториот квартал оваа година, кога економската активност се уствари пат од речиси 15%, но она што е важно е да се потенцира дека веќе во третиот квартал се забележуваат поповолни трендови во повеќе сегменти, кои се очекува да продолжат и во натамошниот период. Како пример би го посочила извозот. Ако извозот во вториот квартал уствари пат од 36%, во изминативе неколку месеци бележиме раст од околу 3%. Големиот број на инфицирани со коронавирус од денешна перспектива се уште не може да ја расчисти замаглената слика за идната година, иако одобрувањето на 2 вакцини што гарантираат имунитет над 90% само по 10 месеци од избавувањето на пандемијата, веќе протнуваат зраци на надеж дека во 2021 година може целосно да се вратиме во нормала. Народната банка за 2021 година прогнозира економски раст од 3,9%. Но оваа стапка нема да биде доволна за да се надомести штетата од пандемијата. Гувернерката Бежовска вели дека оваа проценка се базира на очекувањата за брзо закрепнување кај нашите најголеми трговски партнери. Би рекла дека во основа се работи за реалистични проекции, каде се претпоставува дека отпочнатиот тренд на постепено стабилизирање на економијата ќе продолжи и во натамошниот период, подлабокиот пат очекуван за оваа година која изминува. Оваа насока упатува и фактот дека пред кризното ниво на економската активност од 2019 година би се постигнало не наредната година, туку годината која што следи, односно 2022 година. Една од клучните претпоставки на нашата проекција со оглед на високата трговска отвореност на македонската економија е релативно брзото закрепнување на економијата на Европската Унија како наш најзначаен трговски партнер, на кој отпаѓа околу 80% од нашиот извоз. Засега, очекувањата се солиден раст на Европската Унија од околу 5%, што упатува на солиден раст на побарувачката за нашите стоки и услуги и позитивен импулс врз извозот. Освен за здравувањето на европската економија кој што ќе зависи од вакцинацијата и спласнувањето на пандемијата, гувернерката Бежовска наведува дека за македонскиот раст клучни ќе бидат и неколку домашни фактори. Прво, успешноста во справување со домашната здравствена криза,
како и ефективноста на фискалните и монетарните мерки по насока на обезбедување на адекватна ликвидносна поддршка на населението и компаниите, за да се преброди овој шок со кој што се соочуваат, но и поддршка на солвентноста на компаниите, за да кризата не остави подолгорочни ефекти без нивните биланси, од што всушност во голема мера ќе зависи и брзината на опоравување. За да закрепне економијата, очигледно прво мора да запре пандемијата, а сега сите надежи се свртени кон вакцините како единствен начин да прекине ширењето на коронавирусот. Македонија во првите 6 месеци од 2021 година не може да очекува придвижување на процесите за проширување на Европската Унија за државите од Западен Балкан, оценува Марко Трошановски, директор на Институт за демократија Societas Civilis. По ветото од страна на Бугарија, Трошановски смета дека преговорите со оваа држава која во март ја чекаат избори, ќе продолжат на некое минимално ниво, имајќи ги предвид незините максималистички барања кои се наметнуваат во делот на идентитет, јазик и историја. Враќање на прашањето за проширувањето можеме да го очекуваме во втората половина на годината. Во тој период, изборите во Бугарија ќе бидат завршени, Берлинскиот процес се враќа во Германија и акцентот за проширувањето ќе биде ставен на самитот кој треба да се одржи во Берлин. Особено што е тоа последен самит на Ангела Меркел како канцелар и во таа насока ќе сака да го заокружи своето наследство со започнување на преговори со Албанија и Македонија во дел на проширувањето на Европската Унија. И прозорецот на можноста е тука. Португалското претседателство само по себе, иако вети дека ќе го стави во преговарачката, во приоритетите на нивното претседателство прашањето на проширување, сепак нивните политички лоби и дипломатски капацитети се далеку под германските. Меѓутоа, со подкрепа на германците, мислам дека прозорецот на можности евентуално би се случил и некакво решение би се стигнало летото идната година. Во однос на блокадата на Чешка и Словачка на усвојувањето на заклучоците за Западен Балкан во Советот на Европската Унија и несогласувањето со формулацијата погрешно толкување на историјата, Трошановски смета дека тоа требало да биде единствен став на земјите членки. Очигледно е дека кога ќе застанат едни земји членки против некоја позиција, веќе се сите принудени да најдат решение за таа, а и многу земји кои што претhodно им било нелагодно да ја поддржат Македонија поради други интереси кои имале со Бугарија или со останати земји членки, премолчено очекуваме да ја поддржат таа позиција во идните преговори. Над се треба да имаме свест како јавност, но и политичките елити, дека во овој процес сме првенствено сами. Дека постои борба на интереси помеѓу земји членки од различни аспекти, преку енергетски политики, миграцијски политики, стабилност на регионот и така натаму, интереси кои што не секогаш се наши исти, кои што некогаш се поклопуваат со Македонија и некогаш не. Од тука не се сите тие земји наши пријатели, туку си водат сметка за сопствените интереси кои што некогаш се поклопуваат со нашите интереси и тука како земја треба пред се да покажеме само чувство, државничко размислување и да постапуваме во сопствен интерес и да знаеме дека сами сме одговорни за тоа што ни се случува. Трошановски потенцира дека тешко е да се одговори на прашањето дали е возможно решавање на билатералните прашања помеѓу Македонија и Бугарија да течат паралелно со преговарачкиот процес. Ирационалноста во балканската политика неретко е белег на многу лидери на Балканов. Грција 30 години ја блокираше Македонија ради символички теми, при тоа одејќи спротив сопствените национални интереси да има стабилна земја, трговски партнери, членка на НАТО и ЕУ во своето северно соседство. Така да еве и Бугарија поради символички историски теми особено е наметлива во своите барања, но во овој случај нивните барања одат директно против самобитноста, достоинството, самопочита на нашиот народ, на државата и така натаму, и тука компромис не може да има. Затоа, ако Бугарија не се согласи, односно евроатлантските партнери на земјата не ја убедат Бугарија дека
треба тие прашања да се решаваат надвор од преговарачкиот процес, мислам дека треба да се спреми нашиот народ, како што и веќе беше кажано од премиерот, дека преговорите какви што ги знаеме, проширувањето како процес како што го познаваме, за сега е мртов и ќе треба да чекаме подобри времења за кои што сум скептичен дека ако сега не се решат идното полугодие ќе дојдат во брзо време, имајќи во предвид какви политички елити стојат на располагање во Бугарија. Европската Унија, оценува Трошановски, ја очекуваат структурни реформски процеси кои треба темелно да ја изменат. На конференцијата за еднината на Европа треба сериозно да се земе предвид принципот на едногласно носење на одлуки. Во глобален и динамичен свет во кој што Кина за на неколку години ќе стане доминантна економска сила, Русија и земјите од Блискиот исток сериозно притискаат како на Балканот, така и во Европа. Унијата мора да се реформира ако сака да остане глобален играч, а тоа е едно од приоритетите на оваа комисија на фон дер Лајен, која што во својата агенда за нејзиното претседателствување ја рече дека ова ќе биде геополитичка комисија. Од тука тој принцип мора да се менува. Не верувам дека во делот на проширување истиот ќе биде променет. За жал тоа нас не става во непогодна позиција, меѓутоа што е тука, ние треба да се прилагодуваме на структурите во кои што сакаме да влеземе, колку и да се тие неправедни за нас на крај на краишта, секогаш можеме и да отстапиме од процесот, меѓутоа тоа е најмалку во наш интерес, бидејќи е најдобриот од сите светови во кои што можеме да живееме. Оваа слепа улица во преговорите со која ја завршуваме 2020 година, Трошановски смета дека сме требале да ја имаме предвид 3 децении претходно. Носењето на Европската Унија дома можеле да ја направат сите политички структури за сите овие 30 години. Сега луѓето научени да размислуваат за ЕУ како единствена светлина на крајот од тунелот, која што ќе ги избави од некомпетенциите на многу политичари со честни случоците дома, се со право фрустрирани, дезориентирани, не знаат што да прават и тука она што се нарекува менаџирање со очекувањата или што ќе ветат и како ќе ги врамат своите политики и ветување политичарите во иднина ќе биде клучно. Во спротивно, разочарана популација е склона кон популизам, кон демагогија, кон национализам. Тоа ќе ни влијае врз меѓуетничките односи во Македонија, врз интраетничките помеѓу македонците, што е веќе очигледно со поларизацијата која што имаме гледајќи ги рейтинзите од анкетите и така натаму. Значи мораме да сватиме дека сме пред се сами на себе оставени, ако сами не си помогнеме, никој нема да ни помогне. Во контекст на евроинтеграциите, државата започна со објаснувачки скрининзи, но според Трошановски немаме анализа до каде сме со усогласувањето по кластери од новата методологија, особено во делот на владење на правото. Ние бараме билатерален скрининг да започне, во кој што би не држал во кондиција во меѓувреме, меѓутоа се уште не знаеме до каде сме за да започнеме таков скрининг, иако тој случително ни е потребен. Потоа немаме преговарачки тим. Главниот преговарач се уште не е избран, кој што патем треба да биде една фигура, не треба да биде политички, технички и најмалку треба да биде партиско решение, кое што ќе биде подржано од сите партии наредниве години. Мора да работиме на апсорбциониот капацитет на фондовите, зашто тоа ни се една од главните придобивки од овој процес. Се уште ние, иако го подобруваме тоа, во голем дел не ги користиме и остануваат многу европски пари неискористени. Така да има многу нешта каде што можеме самите дома да работиме и да се надградуваме и подобруваме како општество. Клучните работи кои треба да се направат се реформи на јавната администрација и судството, како и владење на правото. Не е доволно само донесување на закони, туку потребни се ресурси на надлежните институции за нивното спроведување во пракса. Втората земја од претседателското трио, Португалија, од 1 јануари го презема претседавањето со Советот на Европската Унија. Таа треба да ја продолжи политиката на Германија, која до крајот на 2021 година треба да ја следи и Словенија. Целите на претседателското трио, и според реалноста и според декларацијата подпишана помеѓу нив, се фокусирање на справување со пандемијата од COVID-19 и со социјалните и економските последици од неа. Првата транша од повеќегодишната финансиска рамка од планот за закрепнување на Унијата, Португалија се надева дека ќе им биде на располагање на земјите членки во првата половина на 2021 година. За да се случи тоа,
Предстои комплексен процес на ратификување на сите национални економски планови, што премиерот на Португалија é уверен дека ќе се случи. Agir é tempo de produzir resultados e de começar a aplicar e a aprovar os planos nacionais de recuperação, termos todo o quadro regulamentar do quadro financeiro plurianual, termos em aplicação aquilo que é o esforço que a Europa tem de fazer para proteger os empregos, para proteger os rendimentos das famílias e as nossas empresas. Останатите цели на португалското председателство се поврзани со корона кризата или произлегуваат од неа, но истовремено се и продолжение на генералните политики на ЕУ и незината промоција како лидер во климатската акција, дигитална трансформација на општеството, зајакнување на социјалниот модел и враќање на мултилатерализмот и геополитичкото позиционирање на ЕУ како глобален играч. Самото потенцирање дека програмата се фокусира на тоа Европа да биде поотпорна на кризи, покажува дека Унијата го загуби единството за време на пандемијата, кое сега се обидува повторно да го воспостави. Унијата не беше единствена ниту во поглед на земјава и покрај сите напори на Германија да заокружи еден од приоритетите на триото, почеток на преговори и одржување на прва меѓувладина конференција. Тоа не се случи поради ветото од Бугарија. Но и покрај тоа, заедничката програма на председавачката тројка остава надеж дека преговорите со земјава ќе бидат на агендата и на португалското председателство. Тие ќе бидат значајни не само за земјава, туку и за перспективата на сите земји од Западен Балкан. Триото ќе одигра значајна улога во справувањето со значителниот социоекономски удар од кризата од COVID-19 во земјите од Западен Балкан и за здравување на нивните економии, вклучително и создавање на позитивна перспектива за младите. Со цел да се обезбеди континуитет во однос на програмата, 3 земји членки тесно соработуваат во системот на тројки. Триото представува среднорочни цели и подготвува заедничка агенда за утврдување на темите и за главните прашања што ќе ги решава Советот во периодот од 18 месеци. Овој систем беше воведен со договорот од Лисабон во 2009 година. Емилија Стојменова Дух, по потекло македонка, е професор на Електротехничкиот факултет во Љубљана. Таа е координатор на мрежата Fab Lab Словенија, раководител на Digital Innovation Hub 4P и е еден од лидерите во иницијативата за паметни села во Европа, кој што се имплементира под чадорот на Европската комисија. Ова е поводот денеска да поразговараме со Емилија Стојменова Дух и да ни каже за Digital Innovation Hub, која што е иницијатива во Европската Унија со цел да се одржи на високо ниво конкурентноста на европските компании. Емилија, што точно подразбира ова и што конкретно на оваа тема работите вие во Словенија? Благодарам за прашањето. Како одговор на недостатокот на дигитален развој во однос на Соединетите Американски држави и Кина, Европа ја инициира програмата Дигитална Европа, која во централно место ги има така наречените Digital Innovation Hub-ови, односно центри за дигитални иновации. Европа планира да обезбеди 9,2 милијарди евра и да финансира приближно 280 такви дигитални центри низ цела Европа. Секој центар ќе има можност да добие од 0,5 до 1 милион евра годишно за периодот од 2027 година. Значи, во Словенија сме раководител на Digital Innovation Hub 4P, кој представува партнерство помеѓу Универзитетот во Љубљана и Сдруженијето на општини во Словенија. Во нашиот Digital Innovation Hub имаме вклучено и развојни агенции, технолошки паркови и инкубатори од цела Словенија. Ние работиме во 4 вертикали кои се клучни за целосна дигитална трансформација. Че на една страна се компаниите, потоа образованието, јавна администрација и на крај заедниците. Моментално за финансирање на нашиот Digital Innovation Hub користиме средства од различни EU фондови, меѓутоа се финансираме и од сопствени извори. Значи, што поточно, како им помагаме на компаниите, преку знаења, преку експертизи, но и преку финансиска помош за тоа да можат полесно да ги следат трендовите на дигитална трансформација. Посебно внимание им посветуваме на компаниите кои доаѓаат од традиционалниот сектор. Значи, не толку од IT компаниите, затоа што тие веќе сами знаат колку е важна таа дигитална трансформација,
ама повеќе внимание посветуваме на компаниите како што се во земјоделскиот сектор и во автомобилската индустрија, каде не го искористуваат потенцијалот во толкава мера. На кој начин изгледа работата во тие хабови? Како практично ги имплементирате дигиталните процеси конкретно во овие сегменти за кои што зборувате? Значи, за самиот почеток сакаме да им покажеме на компаниите кои се предности, какви предности дигиталната трансформација им придонесува. Потоа им покажуваме различни добри примери од пракса, на кој начин можат да ги подобрат своите бизнис модели. Освен тоа, во нашиот Digital Innovation Hub имаме и многу најсовремена опрема до која можат компаниите да доаѓаат, да ја користат и да го искористат моделот Test Before Invest. Значи, најпрво да видат што можат да добијат од тоа пред сами да идат во некои своји инвестиции. Поврзувањето на академијата со приватниот сектор е доста високо во вашите приоритети, тоа го правите и преку иницијативата FabLab, конкретно на вашиот факултет. Може ли да ни наведете некои интересни конкретни примери на кој начин таа соработка резултирала со конкретни продукти кои што се иновативни и конкурентни? Концептот FabLab не е нов концепт, потекнува повторно од Соединетите Американски држави и во нашиот факултет во Љубљана го имплементиравме во 2013 година. Како технички факултет ни беше многу важно нашите студенти да покрај теоретското знаење кое го добиваат, да можат да работат на практични проекти, да остварат контакти и се стекнат со практично знаење преку реалната работа на проекти од реалниот сектор, ако може така да кажам, да остварат контакти со компаниите и да се стекнат со практично искуство. Значи, кога го имавме FabLab-от на нашиот факултет, многу брзо добивме конкретни резултати и затоа сакавме да понудиме таква можност на и останатите реони во Словенија и се роди националната мрежа на креативни лаборатории. За конкретни проекти, еден од моите омилени конкретни проекти, можеби за тоа што се поврзува и со останатата работа, например, студенти кои потекнуваат од рурални реони, работеа на проекти за нови автономни возила кои може да се користат во земјоделството. Такви проекти има многу и тешко ги веќе и сама следам, затоа што студентите можат да дојдат сами со своја идеја, може, например, некоја компанија да дојде со идеја зашто нема доволно ресурси во својата околина или едноставно затоа што тоа не е нивниот кор бизнис и им се потребни, сакат повторно да проверат најпрво дали има потенцијал таа идеја пред да идат во права имплементација. Друг таков пример, например, кој доаѓа од компаниите е мерење на сигналот на Wi-Fi. Например, во индустријски околини е многу важен тој сигнал да биде константен и нашите студенти направија робот кој се движи по просторијата и го мери сигналот Wi-Fi, значи помага при одржувањето на константниот сигнал. Иницијативата Паметни села е многу интересен концепт кој што подразбира имплементација на веќе постоечката дигитална технологија и инфраструктура во подобрување на економската положба во локални средини. Вие сте лидер на оваа иницијатива и не само во Словенија, туку и во целата Европска унија. Кажете ни што тоа подразбира и дали во Македонија би можело нешто вакво да се имплементира? Македонија е одлична околина за имплементација на концептот Паметни села. Во Словенија со тој концепт почнавме во 2016 година. Зошто ни беше интересен концепт е затоа што покрај Марибор и Љубљана сите останати градови се помали градови, односно се рурални средини. Иако станува збор за паметни села и на секој најпрво на памет му паѓаат дигитални технологии, кај нас сакаме да покажеме дека дигиталните технологии се само можност за тоа да доаѓаме до иновации, да ги искористиме ресурсите кои се веќе наоѓаат во една таква средина. Во Словенија имаме 3 активни пилоти во различни делови на државата и секој
секој од тие пилоти, односно секоја таа средина има некои своји специфики, своји предности во однос на близината до градот, структурата на населението и географската дисперзија. Че како што реков, идејата на проектот е не да се работи само за дигитални технологии, ама да ги искористи дигиталните технологии за рурален развој. Со нашите проекти, за почеток, обезбедуваме дигитална инфраструктура таму каде што не постои. Тоа подразбира интернет конекција за сите, без оглед на тоа каде живеат. Потоа, кога ќе го исполниме тој услов, почнуваме со развој на јавни дигитални сервиси и креираме нови бизнис модели кои се можни, значи постојат баш заради новите дигитални технологии. Со оглед на тоа дека Македонија е многу слична средина како Словенија, верувам дека постои голем потенцијал за такви проекти исто и во Македонија. Проектите кои ги развиваме во Словенија моментално се финансирани со средства од Европскиот фонд за регионален развој и програмата Хоризонт 2020. Наша цел е проектот да го расшириме низ целата територија на Словенија. Значи, тие резултати што ги добивме во пилотските проекти, да ги искористиме и да ги пресликаме на останатиот дел на државата. 100 пати бил активиран механизмот на ЕУ за цивилна заштита во 2020 година, објави Советот на Европската Унија. Активирањето на механизмот било по барање на Европската Унија, Обединетите нации, Карибите и 76 држави од и надвор од ЕУ. Механизмот во 35 од случаите бил употребен во рамки на ЕУ и во 65 од случаите надвор од ЕУ. Споредено со минатата година, во 2020 имало 80 активирања повеќе. Механизмот на ЕУ за цивилна заштита бил употребен во 85 случаи поврзани со COVID-19. 58 активирања биле за подигање на опрема, а 27 за репатриација на граѓани на ЕУ заглавени во странски држави поради пандемијата со COVID-19. Инаку механизмот на ЕУ за цивилна заштита дава помош во луѓе и опрема, а се активира по пристигнато барање од одредена држава во случај на шумски пожари, земјотреси, поплави, граѓански немири, конфликти, бегалци, биолошки, здравствени кризи и друго. Дури 306 милиарди евра потрошиле државите членки на ЕУ за истражување и развој, или 2,19% од БДП, покажуваат податоците на Статистичката агенција на Европската Унија за 2019 година. Највисок интензитет на истражување и развој е регистриран во Шведска, Австрија и Германија, сите со расходи за истражување и развој над 3% од БДП, а најнизок интензитет е забележен во Романија, Малта и Кипар, и тоа под 0,63% од БДП. Кај 19 држави членки на ЕУ во последните 10 години, интензитетот на истражување и развој е зголемен, кај 6 држави е намален, а кај 2 нема промена во интензитетот на истражување и развој. Најмногу во истражување и развој во 2019 година инвестирал бизнис секторот, кој учествува со 66% во вкупните расходи за истражување и развој. Потоа следуваат високообразовниот и владиниот сектор со 22%, односно 11% на учество соодветно, и на крајот приватниот непрофитен сектор со учество од 1%. 59,5 милиони разгледници, многу од нив искористени за испраќање на љубави желби за Нова година и Божиќ, биле испечатени во ЕУ во 2019 година, покажуваат податоците на Евростат. Нешто повеќе од 2/3 од сите разгледници во ЕУ биле испечатени во само 3 држави членки, и тоа во Шведска 24%, Германија 23% и Шпанија 20%. Сепак во споредба со 2009 година, за дури 41% е намален бројот на испечатени разгледници во ЕУ. Покрај намалувањето на бројот на испечатени разгледници, во ЕУ регистрирано е намалување и на бројот на лица кои работат во секторот поштенски и курирски услуги. Имено во 2019 година, 1,5 милиони лица во Европската Унија биле вработени за извршување поштенски и курирски активности, односно преземање, транспорт и испорака на писма и пакети, што представува намалување за 7% во споредба со 2009 година. Со нова емисија се гледаме после празниците. Тимот на Агенда 35 ви посакува многу здравје и успех во новата 2021. Празнувајте одговорно и чувајте се и себе и другите.
Останете со програмите на Македонската телевизија.